Ricetta numero 191. Donzelline. Farina grammi 100, burro quanto una noce, latte quanto basta, un pizzico di sale. Formatene un intriso né troppo sodo né troppo morbido, lavoratelo molto con le mani sulla spinatoia e tiratene una sfoglia della grossezza di un scudo. Tagliatela a piccole mandorle, friggetela nel lardo o nell'olio e la vedrete gonfiare riuscendo tenera e delicata al gusto. Così avrete le donzelline che vanno a spolverizzare con zucchero a velo quando non saranno più bollenti. Добър вечер. Аз съм Антонио Георгиевски, студент на факултетот за туризам и бизнес логистика при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. И вечерова спремаме италијански рецепт тиганици господици. За овој рецепт ќе ни бидат потребни 100 грама брашно, малку путер, малку млеко и малку сол. Кога додаваме брашното во садот, путер и помалце млеко за да добиеме ни тврдо ни меко тесто. Тестото треба да се меси полого време. Значи да се изедначи, стане хубаво тесто. После оформуваме кора, тенка кора и со калапче ги правиме теганиците. Значи, веќе обликуваните тиганици ги пржиме во загреано масло. Откако завршивме со пржење, посипуваме со шеќеров прав. И јадењето е спремно за конзумација. Ricetta numero 97. Ravioli. Ricotta 300 g, parmigiano grattato 50 g, uova numero 2, bietola cotta quanto ne sta in un pugno, odore di noce moscata e spezie, sale quanto basta. La ricotta passatela e se è sierosa strizzatela prima in un tovagliuolo. La bietola nettatela dai gambi, lessatela senza acqua, strizzatela bene e trittatela fine con la lunetta. Fate un impasto di tutto, prendete il composto a cucchiaiate e mettendolo sopra della farina che avrete distesa sulla spianatoia, avvolgetelo bene dandogli la forma tonda e bislunga delle crocchette. Con questa dose farete circa 2 dozzine di ravioli. Per cuocerli gettateli in acqua non salata che bolla forte e levateli con la mestela forata perché restino asciutti. Conditeli o col sugo o a cacio e burro e serviteli per minestra o per contorno a un umido di carne. Siccome la cottura ne è sollecita, bastando che assodino, cuoceteli pochi alla volta onde non si rompano. Здраво! Јас сум Томче. Денеска ќе ви објаснам и ќе ви покажам како се прават равиоли. Потребно ни е 400 грама брашно,
4 јајца, од кои 2 ќе одвоиме само жолчка. Рикота, сирење, блитва, листови, пармезан, рендан или може да биде мелен и хопла за готвење. Препорачливо е тестото да се меси на дрвена подлога. Ги мешаме јајцата со тестото, со брашното. Тестото ни е измесено. Сега за да не ни се исуши, пошто не сакаме нас да не се исуши тестото, ќе го ставиме во кеса нека или целофан стреч фолија. Ќе тргнеме на страна. Помеѓу време дека чекаме тестото малце да одмори, ја земаме блитвата, неколку ливчиња, околу 10 равиоли ги ставивме да се варат, околу 10 минути. Со француска лажица ги тргаме од водата. Од друг сат можеме сега да ставиме нови 10 и околу 10 минути може да се варат. Со равиолите веќе привршуваме, бидејќи ова ни е последното тесто. Го превртуваме. Правиме полукругови, полумесечинки. Взимаме секачот. Го сечеме остатокот што не ни е потребен. Со билјушка ги затвараме убаво равиолите, да не ни се отворат при варење, пошто не сакаме да ни се отворат, не сакаме тоа
надлежноста што е да ја изгубиме. Во случај ако ни остане нешто тесто вишок како што имаме овдека, можеме слободно да го искористиме за тајатели. На исти начин, зимаме го уменуваме низ машинката за тестенини, го растегнуваме само што во овој случај тајателите ги расколаме со брашно. Заднили се саветот кога ќе ги намутнам вака. И на даска. И сечкаме на кругови. После това, тајателите да ги ставиме на страна да се сушат. Помеѓу време дека ни се варат равиолите, взимаме путер, ставаме се пржат. Взимаме кипка нане. Нането има арома. Убава блага арома. Една па и две китки може. Ставаме остатъкът от пармезан. На малки тереса на край. Видео? И можеме да ги ставиме во сосот равиолите. То, одлично. Сега може да сервираме.
6 до 10. Парчиња се служат во порција. Ricetta numero 60. Biscotto. Uova numero 6. Zucchero a velo, grammi 250. Farina di grano, grammi 100. Detta di patate, grammi 50. Burro, grammi 30. Odore di scorza di limone. Lavorate per mezz'ora almeno i rossi d'uovo con lo zucchero e una cucchiaiata delle dette farine, servendovi di un mestolo. Montate le chiare ben sode ed aggiungetele, mescolate adagio e quando saranno immedesimate, fate cadere da un bigliettino le due farine, che prima avrete asciugate al sole o al fuoco. Cuocetelo al forno o al forno da campagna in una teglia dove venga alto 3 dita circa, ma prima ungetela col burro di accio e spolverizzatela di zucchero a velo misto a farina. In questi dolci con le chiare monte si può anche tenere il seguente metodo, e cioè dimenar prima i rossi d'uovo con lo zucchero, poi gettarvi la farina e dopo una buona lavorazione montar sode le chiare. Versarne 2 cucchiaiate per rammorbidire il composto, indi le rimanenti per incorporarvele adagio adagio. Здраво на сите, по повод недела на италијанската година, денес ќе подготвиме бисквит десерт. Потребни состојки за овој десерт се 6 јајца, 250 грама шеќер во прав, 100 грама пченично брашно, 50 грама компирово брашно, 30 грама путер и изрендена кора од лимун. Прво ги двоиме жолчките од белката. Потоа продолжуваме со додавање на 250 грама шеќер во прав во жолчката, по една лажица од брашното. Ги матиме се додека не се стврдне. Смесата од жолчките со брашната го додаваме во смесата од белките. И треба да ги мешаме сега додека не се соединат убаво. Ги додаваме сега останатите брашна, помпенувајќи ги низ сито. Рендаме малку кора од лимун. Тавата е премачкувана со путер. И ја нарасуваме со шеќер во прав измешано со брашно. Сега подготвената смеса ја додаваме во тава спремна за печење. Сега смесата е подготвена за печење. Печеме на 180 степени околу 20 минути.